Otam se gleda, a mi ulibe slavna devaca. Prekrasno sino jezero, ovde ljubav da nema granici. Почитувани верници, нека ни е честит и од Бога благословен големиот празник Свето Богојавление Водици. Пред да го започнеме чинот на голем богојавленски водосвет, ќе ве замолам сите да си запалите и да си држите во рака свеќа за здравје, среќа и верите вам и на вашите најблиски и се разбира молитвено да се обратиме кон Бога, Господ Бог на овој голем светоден, да ни го дарува неговиот свет благослов и благодата на Светиот Дух. Господе, моја светлина и моје спасение, од кого ќе се боја, Господе, сила на мојот живот, од кого ќе се плашам. Премудрост од првото послание на светиот апостол Павле до Коринќаните ке се чита, да внимаваме. Браќа, не сакам да не знаете дека нашите татковци сите беа под облак и сите минаа преку морето, и сите во Мојсија се крстија во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пие исто духовно пиење. Оти пија од духовниот камен што идеше по нив, а каменот беше Христос. Почитувани верници, денес нашата света црква го чествува денот на крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос во реката Јордан. Од страна на светиот Јован претече и крстител Господов. Ова е денот кога на целиот свет јавно и јасно му се покажа ветениот Месија, кого што го очекуваше целиот човечки род, кого посебно го очекуваше Аврамовото поколение, кого посебно го очекува оние на кои што од Бога им беше откриена Божјата промисла. Така што, доаѓајќи од Назарет, Господ Исус Христос пришол кај Јована за да биде крстен. Свети Јован често пати на многу наврати го навестуваше доаѓањето Христово за да биде крстен, бидејќи велеше дека јас ве крштевам со вода, а оној што доаѓа по мене ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Тој е на кого што не сум достоен да му ги понесам ни обувките негови. Кога Христос Бог се појавува на брегот на реката Јордан, тоа го забележува свети Јован Крстител, па ќе каже: еве го јагнето Божие кое ги зема гревовите на светот врз себе. Еве
го исполнувањето на Божиото ветување дадено на Адама, дека од неговото потомство, од потомството женино ќе се роди Месијата, Господ Исус Христос, Спасител и Избавител од духовно робство, Спасител и Избавител од гревот и од смртта. И тогаш се вели дека Христос Бог се крсти во Јордан и во тој момент се чу глас од небото, гласот од Отецот, кој што вели: ово е мојот возљубен син, кој е според мојата волја. Додека пак Духот Божи се спушти во вид на гулаб врз Христа, Господа, кој се крштеваше. И на тој начин јавно и јасно беше и видливо, чујно јавувањето на Света Тројица. Еден голем и несекојдневен настан тогаш се случи за сето човештво. Тогаш кога му вереше Свети Јован Крстител на Господ Исуса Христа: јас од тебе треба да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Христос Бог му рекол: остави го сега тоа, нам ни престои да исполниме секоја правда, а тоа значи дека треба да го исполниме она што е кажано и во пророците и кај законот Мојсев, за да дадеме личен пример. И всушност Христос Бог со крштевањето ни кажа дека тој е начинот на кој што ќе се стане член на Црквата Божја, која тој ја основа, и всушност на тој начин само стануваме чеда на Бог Света Тројица, чеда на Севишниот Господ Бог. И на тој начин само можеме да ги примаме светите тајни и добрата кои што ни се дарувани преку светите тајни во Црквата Божја. Денес на вистина Господ ни даде на овој наш голем светоден и прекрасно време. За разлика од студените денови, но сепак ќе кажам беричетни, со обилен снег овие денови, Господ Бог не подржува и со јасното сонце. Ето и природата се радува со нас, кои што го чествуваме крштевањето Христово. А сега ги замолувам нашите храбри дечки, кои што се подготвува денес да скокнат во ладните струи на реката Вардар, да се подготват, да скокнат за да го фатат крстот. Тоа се нашите денешни јунаци: Роберт Јовановски, Виктор Јанчевски, Матичев, Стефан Јанчевски, Матичев, Никол Чекитановски, Ангел Китановски, Владко Савески, Кристијан Савески, Оливер Ѓорѓевски, Кристијан Ѓорѓевски, Перица Николовски и Стефан Јанчевски. Господ Бог нека ги благослови, затоа што тие денес најсилно ја покажуваат својата љубов кон Бога. Во Јордање крештајушту сја Тебе, Господи, Троическо е јави сја поклонение. Родителе во глас свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја. И дух во виде голубиње, извествуваше словесе утверждение. Јавлеј сја, Христе Боже, и мир просвещеј, слава Тебе. Ајде, Бог да за радост и увер. Браво. Ете така. Јас сум Никол Чекитановски, пети пат се фрлям по крстот, втор пат го фаќам. Очекувам повеќе среќа, здравје, љубов и се на љубов што е во новата 2019 година.